Почитувани гледачи, добре дојдовте во емисијата Неделна хроника, во која поголемиот дел ќе го посветиме на жената. Како што и впрочем и поголемиот дел од настаните од изминатава недела беа посветени на жената по повод 8 март. Освен настаните за жената, актуелна тема изминатава недела беше и отпадот, односно темата за управувањето со отпад на централно ниво, како и големата акција за собирање електричен и електронски отпад на нула отпад во општина Газибаба. Токму за оваа тема подоцна во Неделна хроника ќе зборуваме и со директорот на Нула отпад, господинот Маријанчо Дамевски. Но претходно да видиме кои беа настаните посветени на жената. По повод Меѓународниот ден на жената, 8 март се одржа вториот марш за правата на жената, кој има за цел да испрати порака дека родовата еднаквост е важен фактор кон постигнување на демократско и еднакво општество. Да погледнеме како изгледаше тоа. Во организација на Платформата за родова еднаквост и активистките за женски права по повод Меѓународниот ден на жената, денеска од Жена парк започна вториот марш за правата на жените, преку плоштад Македонија, Камениот мост и заврши на плоштадот Филип II. Жените од различни професии кои денеска маршираа, порачаа да се отфрлат стереотипите и да се каже не на насилството и омразата врз понежниот пол и испратија порака дека родовата еднаквост е важен фактор кон постигнување на демократско и еднакво општество. Снежка Илич од Реактор, истражување во акција, посочи дека иако жените ги надминаа мажите во образованието и понатаму изостануваат од пазарот на труд и заработуваат помалку од мажите, а ги истакна и другите проблеми со кои се соочуваат жените. 34.000 жени во текстилната индустрија работат во нехумани услови, се игнорираат кога со месеци протестираат на улица и дури кога се вклучени во законски решенија, се оставаат дупки кои дозволуваат нивна злоупотреба. Во 2018 година во Република Македонија, за жал, имаме највисока доенечка смрт во Европа. Причините за тоа не треба да се бараат кај жените, туку во системот за здравствена заштита и здравствените услуги кои им следуваат, но секоја година се повеќе и повеќе се намалуваат и скратуваат. Во тоа што повеќе од 175.000 жени во Република Македонија немаат матични гинеколози во нивната општина. Во тоа што повеќе од 80% од жените ромки се наплаќаат ехо прегледите кои што треба да им следуваат и да бидат бесплатни. Во тоа што жените се третираат како животни во породилните сали. Кон маршот се приклучија и вице-премиерката и министерка за одбрана Радмила Шекеринска и министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, кои истакнаа дека правата на жените се загарантирани и во Македонија, дека денес во Македонското собрание има околу 45% жени и борбата за жените не запира тука. Но наместо подароци и прослави, денеска сметам дека секоја жена и секој маж треба длабоко да се запраша што во минатата година направи за родовата рамноправност и што ќе направи во наредната година за родовата рамноправност. И само така ќе постигнеме едно еднакво општество кое што е инклузивно. Искрено веруваме дека само со силни жени со своји права кои што ќе ги штити државата, оваа држава ќе може и економски, и социјално, па и демографски да оди напред. Од тие причини, како влада дадовме предлог, а собранието го усвои, Македонија да ја ратификува Истанбулската конвенција. И Конфедерацијата на слободни синдикати се приклучи на кампањата за спречување родово базирано насилство на работа и организираше настан на кој беше поделен печатен материјал. Повеќе за овој настан гледаме од прилогот во продолжение. При одбележувањето на Меѓународниот ден на жената 8 март се приклучи и секцијата на жени при Конфедерацијата на слободни синдикати. Според нив, голем е бројот на случаи на мобинг врз жените на работното место, но мал е бројот на оние кои се охрабруваат да го пријават тоа, бидејќи се плашат да не го загубат работното место. Статистиките покажуваат дека 40% од жените доживеале некоја форма на сексуално вознемирување на работното место, а 31% секојдневно добиваат навреди за својата работа од предпоставените. Во Македонија се смета дека рамноправноста е постигната, меѓутоа тоа е на хартија, реалноста кажува нешто друго. Жените се 12,5% помалку платени од мажите за разлика од мажите во сферата на трудот.
Представнички од секцијата на жени при Конфедерација на слободни синдикати денеска со делење пропаганден материјал во центарот на градот се вклучија во одбележувањето на Меѓународниот ден на жената. Секцијата на жени при КСС ја поддржува и Конвенцијата против родово базирано насилство, чија ратификација би допринела за унапредување на правата на жените. Вистинска грижа за жените, еден поинаков 8 март. Беше насловен настанот кој оваа година за прв пат се организираше во општина Бутел. И на вистина за жените од општинската администрација и жените кои живеат во оваа општина, ова беше еден поинаков 8 март. Што го направи поразличен денот на жената во Бутел, гледаме во приложение. За жените кои живеат на територија на општина Бутел, како и за жените од администрацијата, денеска беше организиран целодневен настан поразличен од останатите, насловен Вистинска грижа за жените, еден поинаков 8 март. Имено во просториите на општината денеска од страна на доктори и специјалисти беа извршени прегледи на над 200 жени од општината и од администрацијата во општина Бутел. Бесплатните прегледи за жените вклучуваат тумор маркери, физичко прегледување на градите, проверка на шекер и масноти во крвта. Докторите истакнуваат дека ваков вид прегледи се од голема важност за жените и за рано откривање на некоја болест и апелираат и другите да спроведуваат ваков вид акции, затоа што подобро е да се превенира отколку да се лекува. Јас мислам дека ова е прв пример каде што една општина организира за своите вработени за понежниот пол да се направат вакви прегледи. Тоа е повеќе од важно, затоа што, како што кажав, нашиот народ нема навика да прави редовни рутински прегледи и ова е една стимулација за сите општини и за сите граѓани од понежниот пол па и останатите да си прават редовни и рутински прегледи, со што не само ќе се поттикне здравиот начин на живот, туку ќе и помогнеме и на државата, значи да се направи превенција, да се заштедат пари. Тоа значи да не се употребуваат средствата од државата за лекување, кое што кошта многу повеќе, туку за превенирање. Повторно ќе кажам, ова е повеќе од потребно во секоја општина и за целото население во нашава држава. Освен прегледите, денеска се одржа и предавање за самопреглед на жените, за неопходноста од редовното правење на ехо прегледите, мамографските прегледи на дојка, пап тестовите и другите прегледи за женското здравје. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски истакна дека оваа година решиле 8 март да биде одбележен на еден поинаков начин, со цел да се зголеми свеста за континуирана заштита на здравјето на жената и здравјето на семејството и најави дека вакви акции ќе се организираат почесто во општината. Ние како општина сакаме да направиме нешто поразлично, да ги трнеме свирките, кафаните и јадењето на страна. Денеска да обрнеме малце повеќе внимание за животот на една жена. Се надевам дека во иднина ќе практикуваме повеќе вакви случувања, не само да чекаме еден празник за на жената да ја помогнеме и се надевам дека општината Бутел ќе биде отворена во наредниот период за сите идеи кои што ги имаат невладините организации. Од невладината организација Алма, кои се партнери на општината во организацијата на оваа акција, вела дека се надминати нивните очекувања за жените заинтересирани за прегледите. Ова беше една идеја да го прославиме 8 март на еден невообичаен начин, значи не со поклон, него да им го пружиме на жените она што најмногу им треба, да покажеме вистинската грижа за нив и за нивното здравје. Одзивот до сега е задоволителен. Се надевам дека во иднина проектите што ќе ги работиме и акциите што ќе ги правиме ќе имаме уште поголем одзив и свесноста за здравјето на жените ќе се зголеми. Освен во општина Бутел, активности за подигнување на свеста за здравјето кај жената се одржа и во општина Газибаба. Во оваа општина се одржа трибина на оваа тема која беше наменета за различна возраст на жените. Трибина на тема за подигнување на свеста за здравјето на жената, односно зголемување на свеста за репродуктивното здравје на жената, се одржа во општина Газибаба по повод Светскиот ден на жената 8 март. Како што информираше организаторот од општина Газибаба Емилија Ѓурчиновска-Матовска, оваа трибина е согласно програмата за еднакви можности на жените и мажите. Предавањето го изврши доктор Даниела Марковска, специјалист по фамилиарна семејна медицина, а присутните беа запознати со тоа колку
е важно жената редовно да го посетува својот матичен гинеколог, затоа што е многу важно рано откривање на секаков вид на болести со кои жената може да се соочи во текот на незиниот живот. Затоа е ставен акцент, значи жените редовно и секојдневно колку можат повеќе да посветат внимание на своето здравје. За тоа иницијативата да произлезе значи од нив, меѓутоа и со помош на општина Гази Баба да ги потсетиме дека треба редовно да се прегледуваат, да одат на матичниот лекар. Оваа година значи трибината е наменета за здравјето на жената. Ние редовно по повод Светскиот ден 8 март сакаме да укажеме на жените, не само да го прославиме вообичаено, меѓутоа да има некаква едукативна содржина. Оваа година тоа е за здравјето на жената. Ова едукативно предавање во општина Газибаба е наменето за секоја возраст на жената, а целта е таа да си посвети повеќе внимание и грижа за своето здравје. Една несекојдневна изложба и изложба надвор од музеите беше отворена во Скопје Сити Мол. Изложбата насловена "Жената во Македонија низ времето", која има за цел да ги доближи музејските податоци за жената во историјата, ќе имате можност да ја посетите до 14 март. А од прилогот погледнете како изгледа оваа изложба. Прва вон музејска поставка на артефакти, носи и инсталации за жената во Македонија е организирана по повод Меѓународниот ден на жената 8 март од страна на Скопје Сити Мол, Археолошкиот музеј, Музејот на македонската борба за државност и самостојност и ансамблот Македонија. Оваа поставка, која е надвор од музеј на едно место, ја прикажува жената во Македонија во вид на патување низ времето. Преку 5 експонати е прикажана македонската жена низ фолклорот и различните носии, карактеристични за секој период од минатото. На овој начин едноставно публиката која доаѓа по една друга намена добива една културна социјална намена, а тоа у суштина е една голема едукативна намена само заради фактот дека голем број на луѓе може да запознаат својата култура. Во моментот овдека можеме да видиме еден перформанс од ансамблот Македонија, може да видиме и еден дел од археолошката, историската и етнолошката изложба, поточно поставени се 5 експонати на кукли кои носи, кои потекнуваат од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, почнувајќи од носијата од Дебарско поле, потоа носијата од Голобрдо, мијаците Смилево, потоа селата под Сувагора и носијата од Средорежегливо Славиште, поточно од Кубановско-Кратовскиот регион. На дел од поставката представена е жената борец за државност и самостојност. Даниел Митевска од Музеот на македонската борба за државност и самостојност објаснува дека овој 8 март ќе се потсетиме на борбеноста на македонската жена во борбата за слободна Македонија. Во суштина некако целта барем на нашиот музеј е да ја запознаеме пошироката јавност со учеството, значењето, храброста, пожртвуваноста на македонската жена и незиното учество во идунското движење. Жената комита, жената партизанка учества, нели, која што учествува во народната борба, на некој начин генерално да ги запознаеме со таа борба на нашата жена за социјална, политичка, економска, нели, правда и нејзина емансипација, како социјално битие и генерално како слободна творечка личност. Преку 8 археолошки експонати насловени како праисториските дами од Македонија, жената е прикажана како средена и дотерана, за разлика од мислењето кое преовладува дека македонската жена во минатото не се грижала за себе, туку само за домакинството. Да и презентираме на широката јавност нешто необично. Што е тоа? Секако дека е пред празникот на жената, тоа се фигурините кои што се многу значајни за нашата преисторија и е збирка која што ни прикажува дека жената во преисторијата обрнувала за себе големо внимание, таа не го познавала празникот 8 март и секогаш била дотерана, затоа што тоа го гледаме во втиснатите моменти од уметникот што ги изработувал фигурините. Втиснати се жени, изработени со преубави фризури, со делови од облека, со накид, со брезлетни, гердани, мониста, фустани, така да заслужува пред овој празник да бидат прикажани пред широката јавност и да се види дека и во преисторијата жената се почитувала.
Веднаш по самото отварање, изложбата предизвика интерес кај посетителите кои беа воодушевени пред се од музичката програма на ансамблот Македонија, но и од самата изложба на експонати. Манифестацијата? Да, секако. Дали повеќе ви се допаѓа музичкиот дел или изложбата? И едно и друго, бидејќи често ги посетувам нивните приредби. Да. Дали до сега сте присуствувале на нешто? Не сум присуствувал, меѓу тоа ги пратев емисиите кои што нас патуваа. Што ви се допаѓа најмногу, музичкиот дел или изложбата? Се вкупно. Дали ви се допаѓа манифестацијата? Многу ми се допаѓа. Програмата е прекрасна, а лалните ми го Животот на македонската жена низ историјата. Наместо во музеј, од денеска неколку дена во пресред на Меѓународниот ден на жената, 8 март, ќе се одржува во трговскиот центар Скопје Сити Мол, се со една и единствена цел да биде поблиску до секојдневните минувачи и купувачи. Па затоа, наместо во музеј, овие денови посетите го Скопскиот трговски центар Сити Мол и уживајте во програмата. И најмалите дечиња беа вклучени во одбележувањето на 8 март. Децата од градинката 11 октомври во општина Бутел со музичко-сценски настап насловен "Затоа што те сакам" го честитаа денот на жената 8 март. Додека пак во детскиот културен центар Карпош се одржа традиционалната изложба на децата од предучилишните установи насловена "Цртам за мојата мајка". Да ги погледнеме и овие два прилога. Со музичко-сценски настап "Затоа што те сакам", дечињата од детската градинка 11 октомври од општина Бутел и децата од музичко-балетскиот училишен центар Илија Николовски Луи на своите мајки и сите присутни го честитаа денот на жената 8 март. Во градинката присуствуваше градоначалникот Велимир Смилевски и амбасадорот на Република Словенија во Република Македонија. За прв пат во оваа градинка се одржа ваков настан, кој што е малку поразличен, бајката да им ја донесеме на децата во градинка. Карактеристично е тоа што е вклучено дете со посебни потреби, тоа е нашата мала принцеза Мила, и оваа градинка понатаму ќе работи да ги вклучи овие деца преку уметноста во секојдневието. Градоначалникот Велимир Смилевски рече дека одржувањето на ваква манифестација е убав пример кој се надева дека во наредниот период ќе го следат и другите општини во градот Скопје. Денес имам особена чест и сум горд на нашата градинка, каде што нашите дечиња со помош на учителките направи една прекрасна представа за денот на мајката 8 март, иако секогаш кажувам дека 8 март јас не го поштувам жената 365 дена во годината. По завршувањето на манифестацијата, децата на присутните им подарија цветови. Инаку градинката 11 октомври има 5 објекти каде се запишани околу 860 дечиња. Во моментов 7 деца се со посебни потреби, одредени деца ја следат редовната воспитно-образовна работа, а за одредени деца се прави индивидуален воспитно-образовен план. Деца од сите градинки од Скопје, придружени од своите учителки, денеска во детскиот културен центар Карпош беа дел од традиционалната изложба на тема "Цртам за мојата мајка". Како што информира директорката на ДГЦ Карпош Ружа Ѓургеска, овој традиционален настан не подразбира само цртање, пеење и играње, туку ни забава ги учи децата уште од најмала возраст за значењето на 8 март. Во рамки на изложбата, на децата од градинките секоја година им е представена различна професија, која подеднакво добро ја работат и мажите и жените. Денеска, во рамки на програмата, низ песна и разговор за својата професија, зборуваше дефектологот Татјана Багеска. Денеска во детскиот културен центар Карпош се случува една од најубавите работи, а тоа е кога и најмалите деца доаѓаат да разберат за значењето на 8 март. Имаме претходно организирано изложба со нивни цртези и честитки кои што тие самите ги изработуваат, секако со помош на нивните воспитувачки. И имаме забавен дел во кој што тие кажуваат песнички за мајката, за жените, за бабите и за сите оние
кои што им се драги и кои што ги научиле во нивните градинки. Оваа година избравме дефектолог, кој што ете ќе им каже дека сепак, иако понекогат луѓето се различни, сепак се со исти чувства и со иста љубов кон сите деца. Она се вика Дарија Јазведа. А која градинка одна? Во 13 ноември кон Вера. Браво, денеска што ќе правите тука? Да, и ќе играм. Да, а денеска кој празник е, знаете? 8 март. На кого вие му честитавте 8 март? На баба Лес. Браво. Ја нацртав мама, тато, јас и Хелена, сестра. Браво. А денеска кој празник е, знаете? 8 март дену на мајките. Им го честитавте 8 март? Да. Како што најавивме и на почетокот, освен активности за Денот на жената, актуелна беше темата за собирање и постапување со отпад. Според Асоцијацијата за управување со отпад, на сегашниот модел за управување со отпад недостасува институционална поддршка во имплементацијата на законите и подобра соработка со општините и комуналните предпријатија. И токму затоа тие даваат поддршка на предлогот владата времено да го преземе од општините управувањето со отпадот. Предлогот владата времено да го преземе од општините управувањето со отпадот ќе придонесе за побрзо решавање на проблемот со отпадот, смета Асоцијацијата за управување со посебните текови на отпад, кои даваат поддршка за оваа одлука и истакнуваат дека има општини, односно јавни комунални предпријатија, кои не ги сервисираат контейнерите кои се поставени од страна на Асоцијацијата. Истите не ги не празнат, туку тие се претвораат во ѓубришта. Според Асоцијацијата, сегашниот модел на управување со отпад е добар, но она што недостасува е институционална поддршка во имплементацијата на законите и подобра соработка со општините и комуналните предпријатија. Тие предлагаат засега само комуналниот отпад да се остави на комуналните предпријатија. Таа врска со комуналните кај нас е некако неминовна да мораме да работиме на дневна основа оперативно. Има тука решенија да комуналните се откажат од правото, посебно да го собираат само комуналниот отпад, а дело што е предселектиран отпад да може да биде даден на други приватни фирми да го прават, но се уште тоа не е регулирано, бидејќи согласно сегашната регулатива, секоја општина си има свое комунално предпријатие и тоа комунално предпријатие држи монопол на собирањето од јавни површини. Од Асоцијацијата сметаат дека треба да се најде решение и за неформалните собирачи на отпад кои треба да станат легални собирачи во рамки на комуналните предпријатија. Според податоците на годишно ниво се создаваат над 700.000 тони различен отпад, од кои над 100.000 тони се отпад од пакување, над 15.000 тони електронски и електричен отпад, над 70 тони мали батерии и над 3.500 тони акумулатори. Во насока на одржување здрава и чиста животна средина, колективниот постапувач Нула отпад започна голема акција за собирање отпадна електрична и електронска опрема. Повеќе за оваа акција и за акциите во другите општини ќе дознаете од разговорот со директорот на Нула отпад Маријан Чудамевски, но претходно го гледаме прилогот од почетокот на акцијата во Газибаба. Општина Газибаба во соработка со Нула отпад започнува голема акција за собирање отпадна електрична и електронска опрема од домаќинствата и компаниите на територија на општината. Потребата на граѓаните и компаниите да се ослободат од старите уреди придонесе да се постави екозона во општината и тоа на просторот меѓу основното училиште Стив Наумов и пазарчето во Автокоманда. Во оваа екозона граѓаните ќе имаат можност правилно да се ослободат од малите неисправни уреди или пак за погабаритен отпад може да се пријават на еколинијата на Нула отпад 072 236 000 и директно од домовите или компаниите да се подигне отпадот. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски истакна дека ја поддржува оваа акција и ги повика жителите да се приклучат кон истата и правилно да го одлагаат својот електричен и електронски отпад. Општина Газибаба се грижи за своите жители и ја поддржува акцијата на нулта отпад, па во тој контекст денеска во населба Автокоманда во општина Газибаба се поставува екозоната на нулта отпад. Ги повикувам жителите на општина Газибаба
да се приклучат кон оваа акција. Да го приват електричниот и електронскиот отпад, но и да се ослободат од малите неисправни уреди, батерии, фрлајќи ги во наменските садови поставени во автокоманда. Ова е континуиран проект кој ќе се спроведува на територија на општина Газибаба во соработка со урбаните и руралните заедници и колективниот постапувач Нула отпад. Директорот на Нула отпад Маријанчо Дамески истакна дека за граѓаните кои имаат електричен или електронски отпад од поголем обем, освен што ќе може да пријават за да се собере од нивниот дом или компанија, ќе има и организирани акции за кои подетално ќе информираат. Желбата ни е поради тоа што малите куќни апарати претежно завршуваат во контейнерите и не се собираат. Со овој контейнер веќе ќе овозможиме на граѓаните да се ослободат правилно и да тие уреди не завршат во комуналниот отпад. За поголемите уреди, како што кажа градоначалникот, веќе ќе имаме една еколинија која што граѓаните ќе можат да се јават и да им се превземе бесплатно од нивните домови. Планот на колективниот постапувач е во иднина во сите институции во оваа општина да постави садови наменети за отпадни батерии и со тоа да ја реализираат целта, а тоа е здрава животна средина и здрав живот за секого. Вакви екозони, освен во Газибаба, поставени се и во општините Аеродром и Карпош. Големата акција на Нула отпад за собирање електричен и електронски отпад продолжува да се проширува. Од сега граѓаните од општина Газибаба и оние кои што гравитираат во оваа општина ќе имаат можност својот мал електричен или електронски отпад да го фрлаат во екозоната која што е поставена на просторот помеѓу Основното училиште Стив Наумов и пазарчето во Автокоманда. Токму за оваа акција и за акциите во останатите општини ќе зборуваме со директорот на Нула отпад, господинот Маријанчо Дамески. Господин Маријанчо, пред да зборуваме за акциите ни за општините, ќе може ли да ни кажете што представува електричниот и електронскиот отпад и кои се влијанието доколку не се постапува правилно со овој отпад и какво е влијанието врз животната средина? Добар ден пред се до ваша телевизија. Јас би сакал да го потенцирам делот дека електронскиот отпад во принцип покажува, иако ни е достапен до нас секојдневно и сметаме дека не е опасен, сепак имаме доста компоненти кои што се огромни загадувачи, како на нас, како луѓе, така и на природата. Можам да кажам, да потенцирам во тој дел тоа вие бромидите ги има 6-валентен хром, имате олово кој што се наоѓа во стаклото, имате во фрижидерите фреон кој што исто така загаден. Така да, иако се тие навидом окей, секојдневно се до нас и мислиме дека не се штетни, сепак кога ќе завршат како отпад и кога веќе ќе бидат на надворешни влијанија, тие представуваат големи загадувачи по животната средина и по здравјето на човекот. Така. Кажете ни сега нешто повеќе околу акцијата во општина Газибаба. Па еве се придружуваме, односно Газибаба, општината се придружува кон нашите акции кои што ги правиме во другите општини во градот Скопје. Со поставување на овој контейнер ја отпочнуваме со работката
која што веќе ја имавме, но сега и поофицијално, со што сакаме да ги информираме и граѓаните дека веќе оние мали куќни апарати кои што се во нивните домови, кои што представуваат проблем да ги чувате расипани, нели, веќе треба да им објасниме дека не треба да завршат во комуналниот отпад, него во овој контейнер кој што е веќе поставен. Излеговме во сусрет на граѓаните затоа што до сега луѓето и немаа што да прават реално и немаше каде да се собира, сега веќе можат да го собират. Ние ќе поставиме уште неколку контейнери во општината. Ова е само еден почеток, каде што желбата ни е да се доближиме што поблиску до граѓаните. Во оваа екозона може да се фрлаат само апаратите од помал обем, но што се случува со оние граѓани кои што имаат електричен и електронски отпад со поголем габарит? Идејата е да направиме една акција која што ќе можеме да го собереме. Имаме желба да направиме акција по одредени урбани заедници, но оставаме и можност да старите изнемоштени лица или другите, или лицата кои што не се во можност тоа да го направат, да ни се јават на екотелефонот кој што го има назначено на самата кутија на овој контейнер, но и на флаерите кои што ќе бидат пуштени по општините, кои што ќе дојдат до нивните домови. Нула отпад има соработка и со другите скопски општини. Каде се имате поставено контейнери за одлагање на електричен и електронски отпад од помал обем? Во моментов имаме во општина Аеродром и во општина Карпош, и тоа пред Сити Мол и пред Капитол Мол. Сега овој ни е трет во Скопје, но желбата е да поставиме што можеме повеќе. Проблемот е изборот на локациите каде што ќе можат луѓето да бидат што поблиску, нели, до нив и да можат да се тие останат во целост, да речеме. Имаме проблем со неформалниот сектор кој што е доста интересен и сака да превземе дело тоа што не би сакале тоа да го направи ради нивното неправилно постапување понатаму. Така. Според досегашните искуства и од досегашните контейнери кои што ги имате поставено во општините, каква е совеста на граѓаните за одлагање на овој вид отпад во контейнерите? Функционира, тоа е најбитно. Функционира, граѓаните не бараат секојдневно, се јавуваат на еколинијата што ја имаме дадена телефонот. Го собираме тој отпад, не е многу, со, да речам, огромен обем, но го има, се собира. Од колкаво значење се овие екозони и контейнери и за што се залага нула отпад? Видите, за нас како компанија која што се бави со екологија, за нас е многу значајно. А значајни се и за граѓаните, затоа што сме поблиску до нив и полесно можат да се ослободат од овој отпад. Битно е, ги ставаме на битни локации, на локации каде што има многу раздвижување, каде што граѓаните секојдневно поминуваат, за да и полесно ќе им биде за да се ослободат од тој отпад. Колку е важно рециклирањето на електричниот и електронскиот отпад и дали суровините добиени од рециклирањето може повторно да се употребат? Во овој контейнер каде што се собираат електронскиве уреди, малите куќни апарати, све се рециклира, и пластиката, и металот кој што е внатре, дури и одредени делови, така да е огромно значење да тоа не заврши некаде во природата или во комуналниот отпад. Така. Освен поставување на вакви екозони и екоконтейнери, кои се другите активности кои што ги спроведува нула отпад во насока на правилно одлагање и постапување со електричниот и електронскиот отпад и едукацијата на граѓаните? Главна работа наша е да направиме пред се едукација на граѓаните. Почнуваме од најраната возраст, значи од децата, и преку нив успеваме да дојдеме и до возрастните кои што ја примаат пораката преку своите деца. Едукацијата е најбитна за да знаат што тие уреди со какви штетни материјали имаат, располагаат
и како тоа најубаво според законот се одлага и каде тоа завршува. Така, сосема за крај ќе може да ни кажете кои се следните активности на нула отпад? Секојдневно ние работиме многу работи, така да кои се активностите, ви кажа, во делот на едукацијата, планираме едукација по градинките и по училиштата, основните. Ќе организираме акции, не само овдека, во сите општини во градот Скопје, како и во општините во Република Македонија, пошто делуваме во цела територија Македонија. И понатаму го собираме оној електронски отпад кој што се дел од нашите национални цели, кои што треба да ги оствариме по законот за електронски отпад. Господине Маријанчо, јас ви благодарам за одвоеното време. Благодарам и на вас. А вас, почитувани гледачи, уште еднаш ве подсетуваме дека доколку имате било каков електрични електронски отпад од помал обем, дека можете да го фрлате во овие контейнери, а доколку имате отпад со поголем габарит, може да се јавите на телефонскиот број кој што исто така го има на овие контейнери и екипите од нула отпад ќе дојдат да го подигнат од вашите домови или компании. Со разговорот за акциите за собирање електричен и електронски отпад го заокружуваме ова издание на Неделна хроника и се надевам дека ќе придонесеме за зголемување на свеста кај граѓаните за правилно постапување со отпадот. Јас ви благодарам на вниманието, а вие останете и понатаму на програмата на Прва Скопска. Пријатно!